новото издание на вестите на Канал Бис разговараме со писателот Киро Донев, но темата на нашиот разговор овој пат нема да биде некоја негова ново издадена книга, туку еден неиздаден материјал стар речиси половина век, кој што тој го собирал низ годините и тоа се всушност белешки, спомени и песни од неговите познатства и пријателства со повеќе писатели ширум земјава, Балканот, но и Европа. Господине Донев, најпрво добре дојдовте и може ли да ни кажете како настана оваа навистина значајна и бесцената книга? Па не знам како да ја крстиме оваа книга, дали албум, дали дневник. Мој пријател Велимир Милошевиќ, познат југословенски писател, црногорец кој што живееше во Сараево, ја крсти, вика, бара некој начин еден предговор да се напише, ако случајно излегува, он вика, при една средба така во една манифестација во бар под Старом Маслином, што се вика Киро, тој прави летопис душе, летопис на душата, не знам кој како сака може да ја доживее, кога ќе почне да ги свртува страниците нејзини, меѓутоа тоа за мене е, како да ви кажем, една хронологија на сите тие настани, можеби од мојата младост па се до денеска, што сум другарувал со писатели, со мои колеги по тие наши манифестации на бивши југословенските простори, почнувајќи од, да речеме, од Струшки вечери на поезијата, па имаше една манифестација Куриче, Кичево, заедно со Марибор, што ги негуваше славните традиции од НОП и револуцијата, потоа Гоцевите пионерски Гоцеви денови, па во најмногу на Змаевите детски игри, позната манифестација општо југословенска во Нови Сад, по Старом Маслином во бар Црна Гора и така, при тие средби со мои колеги писатели, јас ја носев ова тетрадка, уште во 1970 година, заедно најчесто со Видој Подгорец, кога другаров, кај што одевме, тој ме земаше мене постојано со него како млад автор, како што викаше надежен автор, со мене ќе одиш. И при тие средби, јас секојаш покрај фотографиите барав да ми се подпише некој, да ми напише или песна или некоја посвета, и така се роди еден убав дневник, илустриран од тие можеби мигови на една своевидна инспирација, од тие мигови на некои денови или ноки, ручици, вечери без интерпункција, што би се рекло. И така, денеска, кога гледам дека тоа е некоја тетрадка која што сте ја добиле за време на Рациновите средби. Тоа е, кој е првиот датум? Кој е првиот човек кој што се најверојатно од тогаш на тие имаше пионерски Рацинови средби, најверојатно и таму, па имаше детски средби за време на Струшките вечери, например, меѓутоа ова, бидејќи Рацин е мој милен автор и во таа корица си го чувам и дневникот. Кој е првиот кој што се потпишал И сега, оваа тетрадка? На првата страница тоа е еден професор Воја Маријановиќ, инаку професор на Белградскиот универзитет литература за деца, на една трибина во Нови Сад на Змаеви детски игри во Матица Српска, кај што се разговараше, кога ја виде, ја напише, вика, драги Киро, од срце желим да ова книга угледа светло дана, тоа негде 2000 година во децении од создавањето веќе на пред тоа, а пред тоа веќе има. Првиот се знае кој може да биде. Првиот ми беше Чичко Ванчо Николевски на 22 декември. Значи тоа тогаш нели се слави денот на армијата, 70 година, и тогаш тој прв ми ја напиша, тогаш направив една фотографија со него и тоа е од со него. Па потоа доаѓаат наред тука да ги обвековечам. Колку мина писатели има собрано на овие страници и некои од имињата кои што би ги издвоиле? Па има околу 50 писатели од нашите, почнувајќи од Ванчо, Ристо Крлев, Васил Куновски, Глигор Поповски,
Бошко Смаковски, Јордан Леов, Волче Нумчевски, Славко Јаневски, Јован Павловски, овде има Александар Поповски, сите наши писатели за деца, бидејќи таа манифестација беше повеќе се одржуваше, тие су ги собирали Кочо Урдин, Симон Дракол го имам овде, Вилоје Подгорац неизбежен, и тие седби заедно, Неџати Закирија, Илхами Јемин. Значи, од сите, што се вели националности, автори, кога другарувавме, и така се раѓаше ова моја своевидна средна биографија. Јован Стрезовски. Да, многу пати сме ја гледале ние кои што дружиме почесто со Тарапо вас ова да. книга. И сме ве наговарале на некој начин, натерувале да ја објавите. Дали имате вистински намера Видите, да ја дадете на увид на пошироката јавност, да ја ставите? Знаете, јас се сеќавам уште како студент кога бев, нешто во почетокот беше Харлампија Полинаковиќ кога го видео ова, вика, не беше толку полна како сега што е. Знаете, тоа е можеби преди 40 години така нешто. Вика, оставија ова, вика, за документација кај нас, вика, или на универзитетот, или вика, даја во библиотеката браќа Милојци. Меѓутоа, јас сакам да си продолжам да ја работам и да ја сочувам. Меѓутоа, се викате за објавување, како не сакам да се објави таа, сакам да се објави, меѓутоа, знаете, за тоа треба средства. Јас неколку пати конкурирав порано преку Министерството, меѓутоа немаше разбирање. А инаку таа може да излезе како библиофилско издание, речеме може да се направи, да се скенира, да се направи. Полека гледам и ракописот кој како што се пишувало овде. Може да изгледи, има стилот. Да. Еве овде се има сите познати југословенски, почнувајќи да речеме од еден Добрица Ерич, Шумовиќ, Бранко Чопич, Десанка Максимовиќ, Душан Радовиќ. Сите тие се овде одбележени во Перо Зубац. Имате ли уште простор, уште празни страници? Велиме Имате Милош, ли има. намера да ја продолжите, да ја Па заокружите видите, ова? знаете како што одеме секаде, некој ќе ја види, сакат, молим те, не правам некој избор, времето ќе направи селекција, дали некој заслужува да биде овде ова, нели. Речеме, има и критичари овде ставени за литературата за деца. Има и партизански курири, меѓу кои писатели, Тоде Мали, например, бил партизански курир на Карпош, тука е ставен и тој. Има некои што се занимаваат, да речеме, пишуваат и компонираат. Тоа е една... Еве имам тука ми една драга слика, тоа ми е од Улф Старк. Тој е еден шведски писател, еден од најголемите современи шведски писатели, кој преди, за жал, 2-3 години почина, со кој беше гостин на шведската амбасада на сајмот на книгата, овде во Скопје, и тие многу драги спомени, како кога листам така, се враќам на тие средби, на тие времења и гледам како било некогаш, како е сега, правам некоја разлика и со жалост дека на некој начин малце по некои пати гледам дека тие мостови што не спојувале, тие братски републики едно време што така и викавме, се уште не се нарушени благодарејќи на поезијата, на литературата. И не верувам дека ќе се раскинат некогаш. А ако не друго, барем овде во оваа моја тетрадка, јас ќе живеам со тие спомени и покри тоа што, еве, можеби половината од нив веќе, бидејќи се некои многу постари од мене, веќе ги нема меѓу нас живите, меѓутоа нивниот ракопис и нивните песни овде живеат заедно со спомените, има многу анекдоти, многу убави доживувања, например.